Дневник во 20 часот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. На почеток да ги проследиме темите на денот. Етносквер фестивал се подготвува во Берово. Богата музичка понуда, но и богата понуда на здрава храна и ракотворби. Детали од денешните гости на Дневникот на Канал Плюс. Неделава стартува пријавувањето за уписи на факултетите на државните универзитети, кои ги отвораат вратите за околу 30.000 нови студенти. УГД планира да запише 5.390 студенти. Денес во посета на Виница престојуваше полскиот амбасадор во Македонија, Јачек Мултановски. На средбата со градоначалникот Емил Дончев беа разгледани можностите за јакнење на соработката со општини во Полска. Берово се подготвува за Етносквер фестивалот од 27 до 29 август. Богата музичка програма, но и презентација на еколошка и традиционална храна ги очекува посетителите на овој настан. Проследете дел од денешниот разговор со нашите гости, господинот Благој Механџиски, собственик на Зегин, и Марин Демировски, портпарол на Берово. Поводот за денешното гостување во Дневникот е манифестацијата која што ќе се одржи од 27 до 29 август, Етносквер фестивал. Докаде е организацијата на оваа манифестација и што се ќе понуди? Така, традиционално и оваа година општина Берово го организира Етноплоштад фестивалот. Оваа година малце во проширена варијанта, заради тоа што веќе во организацијата се вклучи еден наш долгогодишен пријател, кој е исто така по потекло од Берово, тоа е господинот Механџиски, и оваа година ќе имаме едно проширено издание на Етноплоштад фестивалот, кој се надевам за сите љубители ќе биде една убава можност за да поминат неколку дена во најбојот дел од државата, тоа е во Берово. Така, господине Механџиски, вие како беровчанец го помагате при организација на овој фестивал. Што значи ова за вас како еден беровчанец? Прво, поздрав до сите граѓани на Источна Македонија, каде сте присутни со овие медиумски ваши пораки и убави емисии, и воедно да им порачаме на сите наши, да речем малешевци, каде да се, за Богородица в Берово да се. Тоа е порака до сите, а во исто време ние ќе се погрижиме да им обезбедиме покрај на нашите малешевци и беровци задоволство и на нашите гости мега спектакл со тоа што го обезбедивме да присуствува на еден бесплатен концерт, најпопуларната, мога да речем, балканска мега звезда, за сите генерации популарност, како што рече претходниот представник на општина Берово, и во исто време ги каним и сите и од соседна Република Бугарија да дојдат да не посетат, бидејќи и таму се вика Малешево, и таму и Малешевци. Така да ние ќе направиме се да го тоа е на по-широко поле експонираме во позитивна смисла овој етно фестивал. Целиот разговор ќе го проследите веднаш по денешните прилози. Неделава почнуваат уписите на државните факултети. Утре вратите за нови студенти ги отвара Универзитетот Гоце Делчев. Пријавувањето трае до петок, 14 август. Матурантите заинтересирани за студирање на УГД може да бират меѓу 12 факултети и 3 академии. Годинава Штипскиот универзитет отвори места за 5.390 бруцоши. Почнувајќи од среда до петок ќе започне првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев и ќе се однесува за првиот циклус на студии. Станува збор за околу 5300 слободни места на 12 факултети и на 3 академии. Согласно конкурсот внатре се наведени точно квотите и организацијата оваа година ќе биде исто како минатите години, со тоа што сите документи кои што кандидатите сакаат да ги поднесуваат во градовите каде што би сакале да се запишуваат на дисперзираните студии, ќе може да ги поднесуваат и во Штип. Втората важна информација е тоа дека може да заокружуваат 3 можни опции и да ги следат резултатите веднаш од поднесувањето на документите во живо на веб страницата, да го следат нивниот ранг, со исклучок на
трите академии на Факултетот за образовни науки, каде што е потребна посебна проверка на знаењата и способностите и на психофизичките способности на Факултетот за образовни науки, и тие резултати ќе бидат објавувани дополнително. Приоритет во првиот уписен рок имаат сите кандидати со положена државна матура, додека за вториот и третиот уписен рок ќе се изедначуваат државната матура, училишната матура и меѓународната матура. Од тие причини, завршени 4 годишни студии, свидетелства, пријава за запишување, извод од матична книга на родените, уверение за државјанство и уплата од 150 до 300 денари за одредени студиски програми. Значи, тоа се тие приоритетни документи, а веднаш за рок од 7 дена ќе бидат објавени резултатите од примените кандидати и ќе бидат објавени роковите за жалби. Вчерашната реакција на СДСМ и денес тема на партиските општински организации во врска со изградбата на новата клиничка болница во Штип. И денес продолжуваат партиските препукувања околу најавената изградба на клиничката болница во Штип. Денес штипските социјалдемократи се обратија со соопштение кон јавноста во кое меѓу другото стои: Штипјани знаат дека во времето пред доаѓањето на власт на ВМРО-ДПМН, кое што направи пустош во целото општество, а најмногу во здравството, во болницата во Штип изградени се неколку болнички објекти и тоа со сопствени средства, а не со кредити. Тоа се инфективното оделение, детското оделение, блокот во кој што е сместено рентген оделение, лабораторијата, очното и ушното оделение. Сите овие оделенија денеска се запустени и во многу лоша, катастрофална состојба, во што се претворени и на што личат овие објекти. Во времето на СДСМ, за прв пат пациентите од Штип и регионот добија компјутеризирана томографија. Нова соопштение за јавноста одговори Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Се прашуваме каде е опремата на интервентната кардиологија набавена во времето на СДСМ. Колку стена се ставени во тоа време и на таа опрема. Да видиме колку покажавте грижа за жителите на источниот регион, да бидете соодветно третирани во итни и животно загрозувачки состојби. Се уште траги не наоѓаме. Почитувани представници на СДСМ, каде е апаратот за магнетна резонанца набавена во ваше време? Колку е неговата искористеност, односно колку снимања се направени? Каде е најсовремената опрема за операција на катарактата со ФАКО метода? На колку лица им го леснавте животот со возможување на лесен пристап до оваа услуга? Треба ли да продолжиме? Стои во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Денес во посета на Виница престојуваше полскиот амбасадор во Македонија Јацен Мунтановски. На средбата со градоначалникот Емил Дончев беа разгледани можностите за јакнење на соработката со општини во Полска. Полскиот амбасадор Јацен Мутановски денеска беше во работна посета на општина Виница, каде се сретна со градоначалникот Емил Дончев. На средбата тие разговараа за досегашната соработка помеѓу општините Киелце и Виница и за идни проекти на кои може да работат овие две општини. Градоначалникот Дончев истакна дека во иднина ќе се работи на доста значаен проект од областта на културните вредности во државата. Еден од тие значајни проекти е изградбата на нов современ музеј во Виница. Отпочнуваме еден многу значаен проект за општина Виница, како и за Македонија. Значи општина Виница заедно уште со 8 градови од 8 држави членки на Европската унија во престојниот период од Киелце ќе почнат еден заеднички проект. Само како што споменав, Виница и Македонија не се членки на Европската унија и благодарение на општина Киелце ние сме прв град од Македонија што ќе учествува на еден ваков проект. Со Киелце и со Република Полска веќе сметаме како на стратешки партнери и токму денес во посета на општина Виница е амбасадорот на Република Полска во Македонија, кој е туку е дојден како подршка за целата оваа соработка помеѓу Виница и Киелце и јас сметам дека тој ќе ни биде значајна логистика во следниот период да ја продлабочиме соработката со градот Киелце во Република Полска. Конкретно,
Ние избравме 7 најдобри ученици од средното училиште Ванчо Пркиш, 6 и нивниот ментор. За почеток тие, почетната фаза на проектот е да разговарат за културните вредности на државите и значајноста на учеството, на членството во Европската унија на државите. Значи од овде како прва фаза ќе почне проектот, а потоа секој од државите ќе промовира по еден проект кој што ќе го финансира Европската унија. Имаме неколку планови, еден од нашите идеи е изградба на музеј, нов музеј, современ музеј кој ќе ги представува, во кој ќе бидат теракотните игури и другите артефакти што се пронајдени на територија на општина Виница. Амбасадорот на Полска во Република Македонија Јацен Мутановски задоволен од досегашната соработка со општина Виница на денешната средба истакна. Ja się bardzo cieszę, że jestem tutaj w Winnicy. Много се радувам што сум овде во Виница и со собствените очи можам да видам што се случува во Виница. I ten przykład Господин градоначалник ги спомнуваше конкретни примери. За мене е најбитно да постои волја, заинтересираност за соработка. И покрај тоа што не постои уште официјален договор на хартија, тој вид на соработка може да биде модел и пример за соработка на другите градови во Македонија. Градоначалникот Дончев и амбасадорот Мутановски по работната средба во кабинетот на градоначалникот го посетија и музеот Теракота, индустријскиот дел на Виница, како и гостителските објекти со кои располага општината. Голем интерес пројавија земјоделците од истокот за мерката 50-50 за набавка на земјоделска механизација. Досега над 100 земјоделци од регионот аплицирале за оваа мерка. Голем интерес за мерката 50-50 од програмата за рурален развој пројавија земјоделците од источниот регион. Имено за еден месец во подрачните единици на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството, над 100 земјоделци од регионот аплицирале за набавка и обнова на земјоделската механизација. Интересот во нашата општина сега за овој повик е доста добар. Најнова мерка за овој повик е електронско подносење на барањето. Кој електронско подносење го вршиме ние во нашата Агенција за поттикнување на развој, работна единица Делчево, со тоа што мора секој заинтересиран прво да има свој мејл адреса, да отиде во подрачна единица на Министерството за земјоделие, шумарство и водоспанство во Делчево, тие да му вметнат ова мејл адреса во Министерството и после 1 до 2 дена добива корисничко име, со кое корисничко име поново доаѓа во нашата канцеларија, каде што ние веќе имаме можност да навлеземе во компјутерите на подрачната единица, да ги земеме податоците и да можеме електронски да конкурира барателот. Интересот е голем затоа што има сега добра страна и понудата од компаниите кои што нудат механизација, затоа што веќе имаме некои земјоделски машини од 8.000 евра па нагоре. Инаку за аплицирање не може повеќе од 75.000 евра да биде апликацијата, значи ограничена е во горната граница, во долната нема ограничување, во горната е 75.000 евра. Потребно е само да се избере механизација која што ќе служи за обработка на површината или за собирање на културите од житни фуражни индустријски. Значи овде не може да се аплицира за механизација која што служи за обработка или за собирање на култури од лозов, овошен насад или граинарски култури. Оваа мерка, која е позната меѓу земјоделците како 50-50, нуди можност за набавка на механизација за стопанствата, чија дејност е производство на житни, фуражни и индустријски култури. За да аплицираат земјоделците мора да бидат запишани во единствениот регистер на земјоделски стопанства. Од агенцијата апелираат до земјоделците да не го чекаат последниот рок за пријавување, кој истекува на крајот на месец август. Денес во Штип се асфалтираат улици во населбите Баби и Чардаклија. Од Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието, општина Штип очекува финансирање на 4 нови инфраструктурни проекти. Општина Штип продолжува со инфраструктурните зафати во градот. Денес започна асфалтирањето на улица Лески во населба Баби и дел од улиците во приградската населба Чардаклија. За овие 3 месеца општина Штип реализираше над 20 инфраструктурни проекти. Улицата ја прави фирмата Стојменов од Кочани. Вредноста е 2,4 милиони денари или некаде околу 40.000 евра. Денес утре треба да ја завршите. Мислам дека тоа беше една од најоштетените улици во нашиот град. Ова наслаба не имаме уште неколку проекти. Треба да продолжиме оваа улица до салата Јордан Бијалков, со тоа што трите влеза према наслаба
баби ќе бидат целосно завршени. Од постоењето на населбата, конечно и таму да се асфалтираат улиците, истовремено се чистат и каналските мрежи. Вредноста за асфалтирање на улиците изнесува 6 милиони денари. Жителите велат дека после 30 години овие улици ќе добијат асфалт. Ово е правено за време Тито кој бе жив. Од тога навака ништо не е чешнато на оваа улица. Сега го прават севте. Редно е, беше пропаднала улица, мора се оправи нешто. Сепак асфалтирањето не запира овде. Да кажам дека денове ќе почнеме со асфалтирање на Долна железничка. Значи припните работи се комплетно завршени. Таму исто така инвестицијата е некаде околу 4 милиони денари. Тоа се комплетно пари од општината обезбедени. Денове ќе почнеме со асфалтирање на делот од влезот кај 3 чешми од кампус 4 значи до кружниот тек. Значи тоа се 4 улици кои ќе бидат асфалтирани значи оваа недела. Идната недела продолжуваме со асфалтирање. Ќе биде асфалтирана дел од Пиринска, која е од Денџелска од кај пожарната, значи до улицата Пиринска. Потоа ќе се асфалтира патот до новото фудбалско игралиште во населбата блок 2000, каде треба да ги направиме потоа и собликувалните, а тендерски постапки ни течат за Вардарска, за Горна Балканска и до еврејските гробишта. Мислиме дека со ова ја закружуваме оваа наша инвестициона активност. Инвестицијата е некаде над милион евра. Парите се обезбедени комплетно од буџетот, се што е досега завршено, се и платено. Инаку општината очекува поддршка и за други проекти. Да истакнам дека преку Агенцијата за финансиска поддршка на земеделието имаме 4 проекти аплицирано, очекуваме да добиеме позитивно мислење, да ги добиеме тие проекти, а тоа е патот до Сувограло, потоа патот до гробиштата и црквата во село Долани, улиците во село Врсаково и патот од Врсаково до Долна Трогрици. А ако обезбедиме средства, Советот на општина Штип донесе и други одлуки, односно да се асфалтираат сите они улици по барање на урбани заедници, ако општината обезбеди пари. Досега во делот на инфраструктурата во Штип не се градело толку и онаму каде градежните работи се во тек, како на пример на улицата Питу Гули и во местноста Дузлачки Рид, жителите треба да бидат трпеливи, бидејќи ќе има мал застој, истакна градоначалникот Захариев. Државата создава амбиент за отворање нови компании, но во исто време се грижи и за веќе постоечките мали фирми, преку кои се реализира семеен бизнис. Примерот на еден вулканизерски сервис од Штип покажува дека може добро да се живее од оваа дејност. Семејството на Дурдубакови од Штип повеќе од 25 години екзистенцијата ја остварува од вулканизерската дејност. Задоволни си покрај тоа што сиромаштијата се повеќе се рефлектира и во оваа дејност. За да се започне ваков бизнис, потребна е желба, но и пари. Па за квалитетни машини минимум 10.000 евра, додека може се најдат и поевтини машини, меѓутоа нивниот рок на трајање и на експлоатација е многу помал. Како е со конкуренцијата? Има ли конкуренција? Конкуренција има и секогаш ќе има, меѓутоа конкуренцијата по мое видување треба само да не тера да видиме уште подобри, да видиме во чекор, да го пратиме развојот на автомобилизмот и на автомобилската индустрија и на индустријата за гуми. Ако констатиравме дека од овој бизнис човек не може да се збогати, но може да обезбеди пристојна екзистенција, тогаш дали за продолжување на традицијата има интерес од помладите Дурдубакови? Со занает никогаш нема да бидеш богат, меѓутоа нема да бидеш ни гладен. Еве јас настојувам син ми да продолжи и сум среќен што тој го сака ова и го работи со мене заедно. Може да се направи семеен бизнис од кој што релативно пристојно ќе се живее. Државата во последно време со низа мерки се труди да помогне во професионалната определба на многу невработени лица. Дали вие искористивте некои од мерките? Немаме никаква помош од државата. Барем јас досега не сум имал. Единствено се што имам е мое со кредити и со мои лични вложувања, а од државата не сум добил ништо. Само во Штип во моментот екзистираат над 100 мали претпријатија од различни дејности, меѓу нив и десетина вулканизерски. За сега и покрај намалената дејност, катанец нема ставено никој. Општина Македонска Каменица беше домаќин на втората иселеничка средба. Освен забава и дружење, се разговараше за можностите за инвестирање.
Најширокото иселеничко оро денес се играше на Еленец. Општината Македонска Каменица по втор пат на овој локалитет ја организираше иселеничката средба. Разговаравме за можностите за инвестирање во индустријската зона, ги запознавме со условите, им дадовме промотивен материјал. Покрај тоа зборувавме и за подобрување на условите за живење во општина Македонска Каменица, што е она на секој еден кој што е иселен од општината, му не достига во општина Македонска Каменица. Еден од ретките кој што вели дека созреало времето да се инвестира во Република Македонија, бидејќи постојат сите реални услови за тоа, е Светлан Мицевски од Македонска Каменица, кој што наскоро планира да се врати во родната Македонска Каменица. Сакаме да на некој пати да се вратиме, да можеш да инвестираш тука и да сме на свој камен, што вика. Истото мислење на оваа тема го делеше и председателот на Обединетата македонска диаспора за овој регион. Македонија е една од земјите кои што има идеални можности да се инвестира во земјата, па затоа штета би било иселениците да не ја искористат таа можност. Дел од граѓаните гастарбајтери велат дека би инвестирале во овој регион, но само ако секое населено место ја добие потребната патна инфраструктура. Тука главниот пат барем да се направи главниот пат што иде Сера пресека Кочани. Последните 6 години имаме над 30 км локални патишта асфалтирани. Оваа година завршен е проектот во цел регион, еве до манастирскиот комплекс имаме 2 км. Покрај ова, иселениците денес дадоа согласност со своји средства да инвестираат во доуредувањето на Еленец. Напори за да дојде до обнова на куњата на манастирскиот комплекс Еленец, потоа за обнова на многу од конаците. Освен за инвестиции, граѓаните во најголем дел ја поздравија иселеничката средба како можност за повторна средба со своите сограѓани. Ние доаѓаме од Делчево и од Каменица. Тоа ми се допаѓа доста амбиентот си. Додели се потежа од Италија. Од Италија се потежа таму сме. Вие од Македонска Каменица, дали според вас сега во овие времени Македонска Каменица има одлични потенцијали да вложи некој иселеник кој ќе се врати овде и ќе реши? Па до сега има, знаеш, па после треба да зависи од луѓето. Прв пат сум тука и ми се многу допаѓа, баш супер што така организирале да се соберат сите иселеници. Инаку присутните околу 1000 граѓани беа почестени со заедничкиот ручек, кој што го обезбеди црковниот одбор во соработка со општина Македонска Каменица. Народната веселба на местноста Еленец продолжува до вечерните часови. Пред вестите од светот и од спортот проследете го целиот разговор со денешните гости во Дневникот во 16:30 за манифестацијата Берово етносквер фестивал. Гостин Благој Меканџиски, собственик на Зегин и портпаролот на Берово. Почитувани гледачи, денешни гости во Дневникот на Канал Плюс телевизија се господинот Благој Меканџиски, собственикот на најголемата фармацевтска компанија во Македонија Зегин, заедно со портпаролот на општина Берово, господинот Марин Демировски. Добро дојдовте во Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро ве најдов. Поводот за денешното гостување во Дневникот е манифестацијата која што ќе се одржи од 27 до 29 август, етносквер фестивал. Докаде е организацијата на оваа манифестација и што се ќе понуди? Така, традиционално и оваа година општина Берово го организира етноплоштад фестивалот. Оваа година малце во проширена варијанта, заради тоа што веќе во организацијата се вклучи еден наш долгогодишен пријател, кој е исто така од потекло од Берово, тоа е господинот Меканџиски, и оваа година ќе имаме едно проширено издание на етноплоштад фестивалот, кој се надевам за сите љубители ќе биде една убава можност за да поминат неколку дена во најубавиот дел од државата, тоа е во Берово. Така, што се ќе понуди оваа манифестација? Етнофестивалот има еден интересен концепт, значи уште пред 6 години кога го креиравме, дизајниравме фестивалот, сакавме да вклучиме она што е да го презентираме, она што е најинтересно за регионот, за Малишевскиот регион, поврзано со здравата храна, со традицијата, со етнологијата и се разбира и музиката која што е неизбежен дел од таков вид на манифестации. Од оваа година малце проширено, во музичкиот дел имаме
поширока програма од минатите години. Минатите години одевме повеќе со етно-фјужн музика. Сега вклучивме така и покомерцијална музика за да допре до пошироката народна маса, така да кажем. Така, значи ќе имате гости од Балканот, од Македонија, буквално од секаде. Која е најголемата звезда која што ќе доаѓа во Берово? Значи оваа година имаме честа во Берово да настапи една од најголемите балкански звезди, тоа е Здравко Чолич. Така. Име кое е легенда за многу голем за многу генерации, така да кажем. Покрај Здравко Чолич имаме исто така многу други големи звезди. Имаме гости од Франција, една група која ќе настапи, и еден познат и интересен изведувач од Австралија. Интересен концепт, интересна програма. Така за сите оние кои што ја сакаат добрата музика, добрата забава, здравата убава храна, можат да дојдат во Берово и да уживаат. Господине Меканџиски, вие како беровчанец го помагате при организација на овој фестивал. Што значи ова за вас како беровчанец? Прво, поздрав до сите граѓани на Источна Македонија, каде сте присутни со овие медиумски ваши пораки и убави емисии, и воедно да им порачаме на сите наши, да речем малешевци, каде да се, за Богородица в Берово да се. Тоа е порака до сите, а во исто време ние ќе се погрижиме да им обезбедиме покрај на нашите малешевци и беровци задоволство и на нашите гости мега спектакл со тоа што го обезбедивме да присуствува на еден бесплатен концерт, најпопуларната, мога да речем, балканска мега звезда, за сите генерации има популарност, како што рече претходниот представник на општина Берово, и во исто време ги каним и сите и од соседна Република Бугарија да дојдат да не посетат, бидејќи и таму се вика Малешево, и таму и Малешевци. Така да ние ќе направиме се да го тоа е на по-широко поле експонираме во позитивна смисла овој етно фестивал. Покрај Здравко Чолич, кој е наш личен пријател на Зегин, бидејќи ние имаме спонзори и во Белград на 2 концерта, обезбедивме таму околу 60.000 публика, во Сараево бевме, во Скопје, и во Охрид, во Берово и така. Значи, да кажем дека ние претходно беме и првите спонзори на нашиот покоен и познат исто така мега се уште присутен Тоше Проевски. Така да ние на нашите гости, да речем, како сега зборуваме како беровец и комарешевец, ќе им ја понудиме нашата гостопримност, секаде присутна, секаде позната, нашите производи, тоа е производите на млекара Берово, беровското сирење, беровскиот компир и познатите беровски, шумски, маршески овошја и, да речем, зеленци, чаеви и така натаму. Само да напоменам дека ние на нашите, треба ги запознаеме нашите гости, дека Берово е еден од најчистите екоцентри во Европа. Така да ние ги чека нашите гости бесплатна порција на хемоглобин. Така и нашето мото на повикот да дојдат, бидејќи веќе имаме интересирани од Сараево, од Војводина и така натаму. Сето тоа сакаме да дојдат да го видат. И кој еднаш ќе дојде во Мршевијата, тој за секој пат ќе ни биде гост. Сакам да посебно нагласам производите во Беро, зашто се познати насекаде. Видите, во Беро има единствено место каде има 470 лековити билки и во тоа е тајната на сите производи, бидејќи тие и кога гнијат и кога паѓаат, тие поплодуваат земјата, значи пак се врши репродукција на тие квалитетни особини кои ги дала исклучиво на Берово. Реков дека Берово има и некаде преко 200 ензими кои ги ретко се речаваат во некои геопростори. Сето тоа прави Малешевијата, значи, да биде горда, да се пофали, да речеме, и затоа ние инсистираме, мислам, организаторите, општината, Зегин и другите, фармацеутски куќи кои ќе се уклучат, ќе бидат запознаени, ќе бидат упознаени од организаторот, општината. Сето тоа да им се долови, да секој пат, кога ќе дојдат во Берово, да знаат дека
во Берово има нешто што не можат да го најдат на друго место. Да не е тоа себично рекламирање, затоа не викаме дојдете, уверете се. Приложеното ќе го покаже. Така, дали фармацевската куќа Зегин ги користи сите природни ресурси на Малешевијата? Видите, ние сега отворивме ланец на здрава храна, продавници да речем, бидејќи и мотото на неа дека направете да храната ви биде лек и не дозволете лекот да ви постане храна. Таа е од Хипократ испратена веќе пред неколку векови, порака до сите, да речем, нации, народи кои после ја следат таа порака и ние дојдовме до еден момент да стварно храната веќе ни представува за нас лек. А тоа имаме готов производ, од таа порака тоа е маршевијата, која има многу квалитетни производи и ние отвараме пункти во цела Маршевија за откуп на сите производи кои ќе ги бидат во домашно производство. Така да ќе поведеме како швајцарците што производат домашни саати, ние ќе им дадеме можност на нашите маршевци и од Делчевско и од цела Источна Македонија да ги производат во домашна формула, во домашна метода и секој да си стои зад неговиот бренд. Така да сите марешевци на некој начин ќе бидат присутни во нашите 30 новоотворени продавници за здрава храна и во исто во 126 апотеки кои ги имаме во моментот на просторите и во исто време околу 40 апотеки во Србија, Република Србија. Значи сето тоа сакаме да го представиме и затоа користиме таа мега, да речем, мега спектакл кој ќе ги анимира сите кои ќе го чуат и порака и затоа и вас да речем замоливме да ни дадете еден простор да им се обратиме до вашите читатели и нормално нашите досегашни посетители и идни потенцијални. Оваа кампања Healthy Food by Zegin, значи токму ќе биде на оваа манифестација. Дали ќе се развива во источниот регион оваа кампања? Па како што реков, да, како што реков, ние имаме и тука, морам и да се заблагодарам на соработката на вашиот градоначалник, мојот драг колега Захариев Илчо, Захариев Илчо, кој е еден од, да речем, доените и лидерите на промоцијата на лековитите билки, на фитотерапијата и точно ние на тој проект го користиме и неговиот досегашен труд, бидејќи ја го следев него и од студирање па досега и мога да речем тој е наш играч во поглед на науката, зборам, како научник, како стручнак и секој пат сме го поддржавале и тоа е ова што го правиме е во соработка со него, бидејќи он нема планина кој детално не ја обработил во Источна Македонија, поготово Маршевијата. И затоа ние сето тоа не е вака случајно. На Зегин не му личат мали проекти. Зегин е веќе, мога да кажам, мултинационална компанија, присутна е веќе некаде во 11 земји во Европа. Ние соработуваме со преко 70 институти, со агенции за храна национални, од Америка до Јапан, до Нов Зеланд. Исто така имаме преко 170-150 институти кои работат за здрава храна, мислам, на полето од здравата храна. Сето тоа ние сега сакаме да го представиме, како што реков, на Зегин не му личи импровизација. Да се разбере. И од тој аспект, и само да ви кажам дека единствено производите што ги на Фарма Витал од Германија, на шпанската фирма, на Healthy здрава храни од Франција и други републики, Супер диет, мислам држави, сите тие ние ќе ги тоа се светски лидери. Исто така ние сакаме да промовираме и пробиотиката како дел од нашата навика, поготово во Македонија не е толку и сега е нова тренд, тоа се пробиотиците и ние ги имаме најдобрата фирма од Енглеска. Тие пробиотици се бариери за нашите да речем имунитетни слабости. И затоа ние преку таа фирма, значи, ќе го споиме и традиционалното од Источна Македонија, од нашиот крај и нормални од други места во Македонија, каде имаме можност да го утврдиме потеклото и генезата на здравата храна, неконтинуирана начин и начинот на кој досега проработуване сакаме да го
задржиме како бренд и на локалните локалитети, мислам, географски локалитети. Имаме, например, Кривопаланачки компир, не лошо тоа. Имаме, рецимо, од Мариовските делови, имаме горе од Лазарополе. Значи, ние сите тие делови сакаме да ги промовираме на светската сцена, бидејќи ние имаме, да ви кажем, некаде околу 24.000 артикли, тука ги ставаме лековите, лекарските помагала, медицински потрошен материјал, и тука сме лидери, мога да кажем, на Балкан далеко, значи пред сите. Ние имаме некаде 7 до 8.000 повеќе производи во нашите продавници, кои се за разлика од другите, значи присутни наши, да речем, не би ги рекол конкурентни, него партнери и содружници во тој бизнис. Исто така сакам да кажем и дека ние во нашите производи ја држиме тезата дека е најевтино и како во досегашната 26 годишна присутност на ЗЕГИН на македонските простори, по основ на поевтини цени до 60% во однос на конкурентните, им прелеа околу 300 милиони евра на нашите ценети потрошувачи во однос кога би ја земале тие на друго место. Ова исто така ќе биде со храната, бидејќи да се разбереме, здравата храна е и најевтина храна. Точно. Затоа и тоа е мотото и ние тоа сакаме да е присутен за сите џебови. И уште едно да се разбереме, нашите традиционални обичаи кои ги сега наследуваме, ги читаме во литературата, пренесени од различни умови, ние гледаме дека точно нашите дедоци и прадоци хранеле со здрава храна. Така да, и тоа е, секое градче, секое село во Македонија има некој бренд, би рекоа бренд, значи фамилиарен, локален, например тука е ајварот, тука се други речи маџунот, например, ја ќе ви кажам, маџунот е исто така редок специјалитет. Ние сега пуштаме за нашиот маџун кој го пушаме она порака дека во колку некој најде подобар еликсир од него на пазарот, ние даме 50.000 евра. Значи, сакаме да се докажеме во пракса, не само да имаме гласни жици, разбираше, и методологии да ги анимираме нашите потрошувачи и пријатели. Ние сакаме приложеното да зборува повеќе за нас и затоа ја ги канам сите да дојдат во Малишевијата во Беро на 27 да го видат и мега концертот, а исто така и нашата генерација, мислам, и се уште е и популарен канес и незаборавена и уште која е присутна и ги полни салите така, и најголемата балканска звезда за сите генерации. Да, на сите генерации, тоа е Здравко Шојич, а во исто време народот на Есма Реџепова. Така да ние и Есма Реџепова ја ангажираме да дојде, во исто време ние имаме и од Благоевскиот град, мислам, од Народна република Бугарија, исто така игрорна група, која исто ќе присуствува и ќе направиме еден микс, значи, на дела кои се присутни, кои не се забораваат. И во тој контекст ние сакаме Беровскиот фестивал да стане традиција, да биде незаборавен, да им пренесеме на генерациите и јас го замолувам и се надевам дека портпаролот на општината ќе си остане на зборот дека стварно се ќе направиме да се осеќаат нашите гости на најдобро ниво. Така. Значи, дефинитивно, оваа манифестација ќе биде една од најдобрите што ќе се одржат ова лето во Берово, под мотото Здрава исхрана заедно со најголемата фармацевтска компанија ЗЕГИН. И за крај, само дали колку гости очекувате во Берово и дали имате доволно сместувачки капацитети? Значи, од 27 до 30 ќе бидат најубавите денови во Берово. Тоа е јасно и го очекуваме бројка околу 100.000 посетители кои овие денови треба да го посетат регионот. Така, јас ви благодарам што одвоивте време да дојдете во дневникот на Канал Плюс телевизија. Благодариме на вас и поздрав до сите гледачи. Почитувани гледачи, ова беа нашите гости, а сега следуваат вестите од спортот и од светот. Исламска држава упати повик до албанците во Македонија да се припремаат за борба во знак на одмазда за антитерористичките акции на полицијата во која се уапсени 9 лица. Повикот е упатен од лажен профил на социјалните мрежи, во кој се наведува дека дошло времето за реакција на ИСИС на Балканот, посебно во Македонија. Заканата ја проверува Министерството за внатрешни работи, а помош за идентификување на идентитетот Министерството попарало и од безбедносните сили на соседните земји.
Во Јапонија и сутринава беше рестартиран нуклеарен реактор по повеќе од 4 години од трагедијата од 2011 година во Фукушима, која доведе до стопирање на работата на сите нуклеарни централи во земјата од септември 2013 година. Јадрото ќе влезе во верижна реакција од 23 часот, 14 часот според Гринич, и од петок ќе почне да генерира електрична енергија која ќе биде пуштена во промет од почетокот на следниот месец. Властите во округот Сент Луис во американската држава Мисури прогласија вонредна состојба во градот Фергусон по немирите што се случија на денот на годишнината од смртта на црноморестото момче Майкл Браун, кое беше застрелано од бел полицаец. Обвинителството најави обвинение против 18 годишен афроамериканец за напад врз полицаец во Фергусон по вчерашната престрелка. Во два одделни бомбашки напади на терористичката организација Деаш во близина на градот Бакуба во источниот дел на Ирак. Животот го загубија 58 лица, а повеќе од 100 беа повредени. Цел на првиот напад бил градот Бакуба на 60 километри од главниот град Багдад. Одговорноста за нападот ја презеде терористичката Деаш. Во источниот дел на градот Бакуба беше извршен уште еден бомбашки напад, во кој животот го загубија 7 лица, а 25 беа повредени. Веќе трет ден украинските пожарникари се обидуваат да го изгаснат пожарот кој избувна викендов во забранетата зона околу нуклеарната централа Чернобил. Претходниот голем пожар во забранетата зона избувна на 29 јуни во истиот шумски комплекс, откако се запалила сува трева. Тогаш огнот зафати површина од околу 130 хектари. Македонската одбојкарска репрезентација во четврток и петок ќе биде дел од завршниот турнир на Европската лига, што се игра во Полска. Противник во првиот дуел во полуфиналето ќе ни биде селекцијата на Естонија, која со максимални 10 победи го освои првото место во нашата група. Македонската одбојкарска репрезентација е вистински хит во овие летни денови, обезбеди пласма на завршниот турнир во Европската лига, а до Полска ќе мора да стигне со автобус и се очекува утре по повеќе од 20 часови возење да пристигне во Полска. Полуфиналето против Естонија, Македонија го игра во четврток со почеток во 20 часот. Ова е награда за одличните партии на нашите асови, кои како и лани ќе мора да стиснат заби и да го издржат 24 часовното патување во кое ќе минат околу 1400 километри, за потоа и се подготват за првата пресметка со Естонија, истакна на денешната пресконференција селекторот Жарко Ристовски. Ова е се во дневникот во 20 часот. Се гледаме утре со нови информации од регионот. Имајте пријатна вечер.